Здраво, ова е 148-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. А денешниот репертоар е Дик Джонсон is Dead на Кирстен Џонстон, во кој станува збор за ќерката која се обидува да го подготви таткото за неговата смрт. Кирстен Џонстон се обидува да сними филм за незиниот татко, што навидум не е нешто невообичаено во филмската индустрија, во која режисерите и режисерките имаат неограничен пристап до субјектот на потенцијалното дело, меѓутоа начинот на кој го реализира филмот е оригинален. Именно таа одлучува да го стави Дик Джонсон во неколку незавидни ситуации, кај што тој би се соочил со својата смрт, дали станува збор за удар од клима уред на улица, пат по скали со скршен врат, прободен врат на улица или пак симулакра на погреб за живиот татко, режисерката во неколку наврати на комичен начин го соочува Дик со смртта. Некому, како на неговиот пријател, кој по споделувањето на прошталниот збор ќе се завие во плач и нема да му се допадне идејата, затоа што знае дека сценираниот погреб е всушност театарска проба за вистинскиот погреб на пријателот, кој неизбежно е дека ќе следува во непосредна иднина. Некому ќе му биде дегутантен овој подвиг на прикажување на субјектот, меѓутоа штом Дик се има нафатено на овие пародични потфати, тогаш нема што ние да судиме за етичката одговорност на режисерката, иако таа има дилеми колку физички го исцрпува родителот, кој на сето таа нејзина визуализација гледа само како на обид да биде заедно со ќерката, можеби по последен пат. Со слична мотивација поаѓа и Кирстен, која е потиштена поради тоа што нема снимено обемен видеоматеријал од незината мајка, која исто така постепено го губела разумот благодарение на Алцхајмеровата болест и ги има само избледувачките сведоштва на Дик за тоа каква личност била таа во незината младост. Затоа не сака да ја повтори грешката и со преостанатиот родител и одлучува да ги документира овие бурлескни потфати. Режисерката ги повикува пријателите на незиниот татко да присуствуваат на неговиот погреб, овозможувајќи му да се сретне со некој од нив можеби за последен пат. Соочувањето со смртта секако дека е трагичен миг, меѓутоа режисерката се обидува преку хуморот да овозможи едно поразлично восприемање на смртта како славење на животот, пред да се случи неизбежното. Тој е психијатар, а таа е камерманка, која не е подготвена да го загуби незиниот родител. Непораклив факт е дека љубителите на хорор филмовите имаат поголема граница на толеранција и носивост со траумите, затоа што се десенситивизирани на насилството и се подготвуваат за смртта, што е методологија која режисерката решава да ја примени врз незиниот живот, со тоа што ни смеа ќе се прикаже родителот како го губи животот. Филмот умее да има терапевски удел не само врз гледачот, туку и врз неговиот создавач, како што Јанг Франкенштајн оставил силен белег врз Кирстен како дете. Има голем број на сентиментални сегменти во кои режисерката ја остава камерата на земја и го огушнува субјектот на среде интервјуто во еден натуралистички манир, средба со љубовта од детството на Дик, како и последното возење и одземање на клучевите од автомобилот на Дик пред да се пресели од Сиетл во Њујорк за да биде поблиску до ќерката. Постепениот регрес на личноста нема никое дете да го подготви за смртта на родителот, додека не умре и остави празнина која ништо нема да може да ја пополни. Филмот е порив против болеста и смртта во обид да го овековечи режисерката незиниот татко, што е ретка можност која секој дете би ја посакала за да ја има неговата суштина кога него нема да го има. Надреалното сценарио на смртта е поблиску до The Act of Killing отколку до интимата на Stories We Tell, но овој филм има засебна цел во борбата со смртта и овековечувањето на сеќавањето. Режисерката снима и зад кулисите, додека се подготвуваат надреалните сегменти за снимање. Хелоуинската секвенца доаѓа со една застрашувачка констатација во која е олицетворена загубеноста на ликот во просторијата, омиговите кога тој се облекува и шета на улица без да знае што прави. Буњуеловиот питорескен апсурд со постојаното умирање и останување во живот му дава дополнителен шарм на делото.
На монтажерот Нелс Бангертер му припадна должноста да се обиде да ги амалгамира бурлескните убиствени секвенци, кои наликуваа како да се пресликани од хорор комедии со интимните, сентиментални сведоштва, исполнети со искрен емоционален набој, што е најголемиот предизвик на делото, кој е во потрага по својот специфичен гледач, кој нема да има проблем да биде одведен на ова невообичаено патешествие. Кинематограферот на култните Wild Style и Sunday, Џон Фостер, вметнува играни секвенци во кои Дик постојано умира, кои наменски се двојат од останатите сегменти на филмот, исполнет со интервјуа, со сценографија во полн колорит, прикажувајќи го рајот во облаци, како и постојаното умирање на Дик со испумпување на литри вештачка крв не баре глуми во хорор филм. Подобро е тој што ја презема камерата, затоа што во одредени сегменти потребна е режисерката да ја заземе функцијата на субјект во делото, а не да се крие зад камерата. Кирстен Џонстон уште во незиниот претходен документарен филм Камера Персен од 2016 година, во кој правеше јукста позиција монтирајќи ги најразновидните снимки кои ги направила како снимателка ширум светот, ги комбинираше со автобиографски моменти врзани за незината мајка. Претходно во Deadline од 2004 година се нурна во неправедното судење на смртната казна на 150 затвореници од страна на гувернерот пред пензија. Дури и да се додадат незините краткометражни документарни филмови, ќе забележиме дека нема опсежна режисерска кариера по дипломирањето на Браун во 1987 година, меѓутоа незиниот белег во филмската индустрија го остава во 50 на документарни филмови на кои е снимателка, имајќи ја можноста да го прошета светот и да улови најразновидни конфликти на камера, соработувајќи и со Алекс Гибни, со Кирби Дик и со Майкл Мур. Смел е подвигот на режисерката да застане пред камерата и да го отвори низиниот живот пред аудиториумот. Најголем проблем со кој ќе се соочи филмот е тонот кој се обидува да го воспостави, жонглирајќи помеѓу сентименталните аспекти и комичните сегменти во кои Дик постојано се соочува со смртта. Несомнено дека оваа комбинаторика ќе одбие голем број на гледачи, посебно тие што немаат смисла за црн хумор. Можам дури и да го занемарам тој дисбаланс, меѓутоа не можам да го занемарам дефицитот на граѓа за врзување на гледачот со субјектот и навлегување во поединостите од професионалниот живот. Имено, што точно се губи во овој филм? Кои се избришаните спомени од страниците на животот? Што има постигнато Дик во животот, па за да биде фасцинантен за гледачот, не само за режисерката. Секако дека универзалноста е содржана во предстојниот губиток на родителот, меѓутоа на гледачот мора детално да му се потенцира што точно се губи и зошто да му биде грижа дека настанува губитокот со таа конкретна личност. Тоа што се појавува филмот во период на ковид кризата говори за губитокот со кој се соочуваме во оваа година, исполнета со болест и смрт, така што има катарзични димензии ова дело. Колку и да е непоправлива штетата која ја нанесе ковид кризата врз светската филмска индустрија, морам да напоменам дека поради комплетниот застој на продукцијата, конечно можевме ние критичарите да земеме здив и поголемо внимание да упатиме врз снимените филмови. На тој начин јас имав можност да изгледам 15 на документарни филмови од Sundance, кои беа откупени од стриминг сервисите, наместо да бидат заборавени по нивното прикажување. Тие го имаа единствениот бенефит за тоа што на почетокот на годината единствено се одржаало Полнек, Sundance и Берлинале. Овој филм го најде своето место на Sundance, кај што беше наградена режисерката од специјалното жири за иновација во прераскажувањето на приказните во нефикционите дела. Награден беше филмот и на Critics' Choice Documentary Awards, а прикажан беше и на True False филмскиот фестивал пред да заврши на стриминг сервисот на Netflix, станувајќи им достапен на 180 милиони потенцијални гледачи ширум светот. Овој филм ги доловува предизвиците со соочувањето со деменција и незиното постојано бришање на спомените од сеќавањето, постепено детерирајќи го разумот на личноста, што ја мотивира режисерката да го овековечи животот на незиниот татко, додека има можност за тоа, меѓутоа го прави на еден доста игрив начин со помош на тропите на црниот хумор, изложувајќи го на бројни соочувања со смртта. Под маските, статистите, крвта,
се крие една релација на ќерка и татко, во која ќерката е свесна дека секој ден губи парче од родителот, кое никогаш нема да може да го врати. Филм со хумана димензија, наменет за поттикнување на живење во сегашноста и пркосење на смртта, со здрава доза на Бунјуелова абсурдистичка смеја. Ако морам да го евалуирам, тогаш Дик Джонсон is Dead од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 148-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и поснатите рецензии на виртуелната полица и благодарам за вниманието. Поздрав!